Почитувани, насилството е работа која левица ја посакува во недостаток на нормална дискусија и аргументи. И народот, и пратениците не треба да наседнуваат на тоа. Овај договор помеѓу левица, СДС и ДУИ да се одвлекува внимание од суштински работи и аргументирана дискусија. Ова е план на левица со СДС и ДУИ за провоцирање во недостаток на аргументи за да можат да спинуваат. Такви беа првите пратенички прашања, така и сега. Не смее да се паѓа на провокации кои се единствена алатка на ограничени и нецивилизирани умови. Насилството и провокациите се единствениот начин на опозицијските партии да стртат внимание кон себе. ВМРО ДПМН со жалење и разочарување гледа на денешниот инцидент, осудувајќи ги намерите на поедини пратеници од опозицијата да предизвикаат инцидент. Македонија е посилна од нивните замки и погубно и нецивилизирано однесување. Што се однесува до однесувањето на некои пратеници од владеачката коалиција, ВМРО ДПМН, иако ја сваќа реакцијата, не се согласува дека треба да се наседнува на овие смислени провокации од циркузанти, кои не знаат како поинаку, продуктивно и конструктивно да создаваат за државата и народот и да се има цивилизирана дискусија со нив, туку се склони кон екзибиционизам и претворање на политиката во циркус, а тие самите себе си во кловнови. Сето тоа може би некому му е интересно и забавно, но сепак сите се свесни за какви непредвидливи и нестабилни личности се работи, чија основна цел е деструкција наместо проекти и подобар живот. Сега таквите кловнови одлучиле да им бидат измечари на СДС и ДУИ и тоа е нивен избор. Но на сите им е јасно дека таквите луѓе никој не може да ги смета за сериозни и да им ја довери својата иднина. Секогаш кога СДС се во паника, на тастер ја пуштаат пудлицата и насилникот Апациев да навредува пратеници од ВМРО ДПМН. Апациев денеска вреđаше семејства и деца на пратеници. Нема потреба од повеќе зборови. Доволно е граѓаните да го погледнат следното видео и да го видат примитивизмот на СДС и Венко Филипче преку неговата пудлица и насилник Апациев. Ви благодарам за вниманието.